Почитуван подпредседател, почитувани колеги, почитувана јавност. Господине Бислимовски, ќе се обидам да бидам многу краток. Во експресијата на лицето ви се познава дека не два чекате и јас како последен говорник да завршам. По добро познатата кучињата лаат крванот си мине, ќе ги истрпам денес сите да завршат и потоа јас на рад ќе си ги трошам 91 милион денари кои што ова собрание ми ги гласа. Од начинот на седење и вербалната комуникација изминатиот период дека сте во собранието, можам да заклучам дека имате екстремно високо ниво на ароганција и непочитување на највисоката институција во Република Македонија, а тоа е собранието. Имате и формално и вербално непочитување на собранието. Непочитувањето не ви е од сега. Формалното е кога донесовте одлука за намалување на цената на, тоа е за зголемување, вие за намалување не знаете да донесете, за зголемување на цената на електричната енергија и во последниот пасус напишавте дека собранието ќе го намали ДДВ-то. Вие тоа си го дозволите како регулаторна комисија за енергетика и тоа во нормална држава веднаш се покренува од вашите сопартијци, од 120 пратеници потоа, ваша интерпелација и ваша оставка. Бидејќи не може едно независно тело регулаторно на највисокиот законодавен дом да кажува јас ја зголемувам, ама не се криете, собранието ќе ја намали. Тоа е голема навреда за оние кои што ве поставија да бидете таму каде што се. Само апологетите на партиите во оваа држава и од оваа говорница можат да зборуваат во име на независна институција, а при тоа да не носат никаква политичка одговорност. И затоа Република Македонија, меѓу другото, е нова дерече. Само кај нас, почитувани колеги и почитувана јавност, на 10% инфлација, на намален животен стандард, имаме зголемени расходи во државните институции, денешниот случај е тоа со господинот Бислимовски и регулаторна комисија за енергетика. Неморално е, нечестно е, неетички е да во време на криза вие си зголемувате расходи за разлика од 2021 година. Ако вие како владени институции не покажете пример што да очекуваат граѓаните и на што да се надеваат во иднина. Штувана јавност во оваа држава има 4 кризни состојби, а најмал содржател или единствен содржател за нив е владата и сите овие владини апологети. В 2022 година Независната комисија за енергетика има буџет од 91 милион и 742 илјади денари. Тоа е повеќе неголи ланскиот буџет. Но јас ќе направам споредба со 2018 година, бидејќи вие и луѓето кои што ве поддржуваат, велеа дека преходната комисија е партиска, апологетска, арамиска, лопови. И почитувани колеги, ако тие од 2018 биле лопови, а сега овие трошат 10 милиона денари годишно повеќе, што се? Тие се ставките, други ставки немаме. Моето чувство е дека како регулаторна комисија вие и помогнавте на државата, односно на владата, да ја втурне државата во една 3 од овие 4 енергетски кризи кои што ги имаме, односно како комисија не действувавте благовремено и навремено. Господине Бислимовски, еве нема јас да ви ги зборувам патните трошоци, дневници, коли, репрезентации, кафиња. Мене ме интересира друго нешто. Кажете ми, зашто за 33% ја зголемувате ставката за плаќање на електрична енергија во вашата институција? Вие ќе потрошите 1.400.000 денари на електрична енергија да ви биде топло во зима и ладно во лето, ама тоа е 33% повеќе од лани, а при тоа ни убедувате дека нема да има покачување на електричната енергија. Вие, господине Бислимовски, во вашиот извештај за 2022 план за 2022 година имате предвидено скоро 40% повеќе пари за возила и за гориво на тие возила. До кога ќе оди ценава нагоре? Или вие се обезбедите со буџет,
Да не се откажувате од службени возила, кој возел па да вози, кој колку возел и повеќе да вози, ќе си ги ставам благовремено овдека средствата, а граѓаните кои што тоа го плаќаат, тие ќе се снајдат, ќе се стрпат, бидејќи овој народ е научен да трпи. Понатаму, заедничко одржување, мене не ми е јасно како може во 2022 година планирате 22.500 евра, лани во 2021 година во првите 9 месеци воопшто немате потрошено средства за одржување, пред нова година трошите 2.500 евра, а оваа година барате 22.500 евра. Ве прашувам дали овие пари потоа, согласно закон, ќе ги пренамените во некоја друга ставка, бидејќи и тоа право ви се дава како регулаторна комисија. Ме интересира, господине Бислимовски, зашто 50.000 евра за мобилни телефони, односно зашто трошите 25% повеќе за мобилни телефони него ли лани? Телефониве и тие ли ќе поскапуваат? Не, нема да поскапуваат. Ве молам, на јавност ви должите одговори. Моето омилено интелектуални услуги. 4 милиона денари. На толку многу вработени, на толку многу квази експерти, реални експерти, СДСМ експерти, ДУИ експерти, народот треба да ви плати скоро 70.000 евра за дополнителни експерти, за кои што ќе одлучите дека можеби ќе треба да ги набавите, а можеби и ќе ги пренамените. Ме интересира, господине Бислимовски, а претпоставувам дека тоа повеќе ќе ви интересира вас, почитувани колеги и пратеници. Секој ден зборувате дека ставките за мебел, за возила, оваа влада ги штеди, дека не постои институција за каде што и мебелот е зголемена вредност има него ли пред короната. И господинот Бислимовски, тоа не е така. Господинот Бислимовски во 2021 година си предвидува 393.000 денари за набавка на нов мебел. Откако го набавил тој нов мебел, за оваа година си планира 600.000 денари, скоро дупло. Господине Бислимовски, со ова да знаете дека ги срамите колегите пратеници од владиното мнозинство, кои што мака мача да ја обесат на јавноста дека вие и таквите како вас ги штедите народните пари, се грижите за народот, се грижите за средствата и дека не правите дополнителни трошоци. Господине Бислимовски, на 5 октомври 2021 година кажувате нема причини за поскапување на струјата, а како председател на РК е требало да знаете дека од север до југ и од исток до запад сите хидроцентрали беа празни. Требаше да знаете дека во Европска унија се затвораат нуклеарните централи и требаше да знаете дека енергијата ќе оди понатаму, а не да давате изјави кои што тогаш му требаа на абдицираниот премиер во одбрана на своите политики во локални избори да му помагате. Тоа не го прави независно тело. Господине Бислимовски, објаснете и на јавноста колку ќе се покачи струјата. Вие тоа не го кажувате, ама пред 2 дена од ЕСМ Ковачевски, или како се викаше, кажа дека ќе се покачи, ама ќе биде најефтина убедливо во регионот. Кога сме кај регионот и кај ефтиноќата, прв пат на 7 март имате дајано изјава се уште имаме најефтино гориво во регионот. Бидејќи вие немате срам како владина екипа, како владино мнозинство. На 8.3 повторно велите дека дизел горивото во регионот е најефтино. Немојте да лажете јавноста. Колку е цената се гледа со тоа колку гориво може да купите со посечна плата. Во Македонија е 342 литри, во Србија 409, во Бугарија 456, во Грција 655 и во Хрватска 656. Така да ве молам, тие работи за УСДС чувајте си ги на Централен одбор и така натаму, немојте да манипулирате јавноста, бидејќи ова не е 92-ра. Сега има портали, секоја пресконференција е во живо и не ги подценувајте граѓаните, верувајте, многу добро се информирани. Бислимовски 4 март 2022. Оние пумпи што продаваа бензин до 500 денари ги одат на обвинителство. Кривични пријави понесовте ли? Дали понесовте кривични пријави, колку, ве молам да ни образложите. Надлежност на регулаторна комисија за енергетика. Имате правила на пазар на електрична енергија, правила на пазар на природен газ, правила на снабдување топлинска енергија. Електрична енергија нема, газ нема,
топлинска енергија нема. Што од опис и попис на работно место, кажете ми, вие сте оствариле и сте си ја заработиле собствената плата. И на крајот, ако можете на реченица подпредседателе, молам, господине Бислимовски, јас ви гарантирам едно. Премногу горите за врхушката на СДСМ, премногу дигате прашина. Моje лично мислење е дека овој финансиски план и овие пари ќе ги троши некој друг, бидејќи, како што тие добро знаат, за дневна политика ќе бидете пуштени по вода, како и многу ваши претходници. Благодарам.